Добро утро, почитувани гледачи. Јас сум Марија Весова, вие го гледате денешното утринско издание на Утрински печат. Ние го ситнеме 362 ден од оваа 22 година, година на предизвици, после двете години на пандемија со ковид, оваа година ја одбележа знакот на украинската војна, односно на сите кризи што после тоа се надоврзуваат од овој воен конфликт, безбедносната криза на Европа, економската криза, енергетската криза и така натаму. Има еден австријски психијатар кој што го преживеал Холокаустот во Аушвиц и во една од неговите книги Смисла на постоењето тој вели вака: има секогаш луѓе имаше во Аушвиц кои што не можеа дури ни да работат, а имаше и такви кои што го делеа и последното парче леп, за да им го споделат нив и да им кажат под некој убав збор. Тоа само потврдува една работа, дека на човек може се да му одземеш, дури и животот, освен последната работа. А тоа е слободната волја да донесат одлука, да изберат како ќе се однесуваат спрема дадена ситуација или настан. Така кај секој од нас предизвикот како ќе се однесува спрема дадена ситуација. Например, како ќе се однесува деновиве кога Скопје на топ третото место во светски ранг од најзагадените градови на планетата Земја. Како ќе се однесува кога веќе трети месец или четврт година се соочува дневно со дојави за бомби? Како ќе им објаснува на своите деца, ученици, дека не треба да паничат? Како ќе се однесува со тоа како државата се справува со сите овие кризи? Како ќе се однесува кога ќе слушне дека странци ни доаѓаат во земјава да не оправаат, затоа што сме на долната граница од тоа доверба во судството, доверба во институциите на системот и така натаму. Денеска имам нов Дејан Андоновиќ, односно колегата мој Боријан Бојчев го заменува Дејан. Дејане, те поздравуваме со топло чајче и топла супа да ни се подготвиш и да ни дојдеш овие денови до пред истекот на оваа 22 година. Што се случуваше денови еве вчера во оној косовско-српски лонец? Тоа е една тензија која што некако ќе спласне, па пак малку ќе се подгорува, ќе се одржава. Да, добро утро најпрво Марија, добро утро на нашите гледачи. Да, вчера со колегата Срѓан коментиравме дека во текот на викендот и немаше толку големи тензии на српско-косовската граница, но синоќа видовме дека ситуацијата брзо ескалираше. Значи најпрво со забраната од косовската страна да му забрани на српскиот патријарх Порфири да влезе во нивната земја. Значи тоа, иако Косово при Приштина, односно Приштина ги отфрли тие обвинувања на србите, се испостави на крајот дека навистина на српскиот патријарх му било одбиено да влезе во Косово. Тој потоа на социјалните мрежи извади соопштение во кое вели дека тој на него му било забрането да иде да оди на своето да оди во место каде што ќе сака да изврши својата работа, односно на место каде што тој сакал одамна да оди во црквата која се наоѓа во Косово. Тоа сето потоа ескалираше, имаше реакции од страна на претседателот Вучич, како и од министерот Дачич, така што сето тоа ескалираше потоа и со стрелите кои се слушна во близина на Зубин поток. Таму имаше неколку се жителите таму слушнаа неколку истрели во текот на вечерта. За среќа, како што според тоа што го знаеме, немало никакви жртви, немало ни ранети. Косово од косовска страна вела дека станува збор за дека се подпалуваат се подпалува ситуацијата таму, односно тие ги обвинуваат србите, а србите ги обвинуваат косовците за овие нови немири. И тоа стаднарно подолго време една платформа на меѓусебни обвинувања, на ескалации, кај што се обвинуваат кој прв почна, се бара постојано супервизија од страна за да ги контролира процесите, да не станат
Да не избувна, да не станат немирни. Па да, и сето тоа синоќа ескалираше најмногу и со кога избуна веста дека српската војска постави артилерија на граничниот премин кај Јариње, па потоа За после да се испостави дека да, дека всушност таа потоа била пренесена во всушност во воената база таму што е, односно во касарната во близина на тој граничен премин. Беше доста драматично синоќа на таа граница, така што се надевам дека денеска и во наредниве денови ситуацијата повторно ќе се смири малку, бидејќи на никој не му одговара ваква напната атмосфера волку близу до, зборувајќи од наша перспектива, волку близко до нашата граница да се случуваат вакви немири, навистина не е убаво и се надевам дека во идниве денови вака предпразнично дека нема да има некоја поголема ескалација на овој конфликт. подалеку од нашето соседство. Што велат порталите ова утро? Ова утро чудно, синоќа имаше настани во Украина, а немаше во Косово. Денеска на некој начин е обратно. Денеска за сега во Украина е мирно, освен оние секојдневни конфликти што се случуваат околу Бахмут, каде што во регионот Донбас, каде што Русија тој регион го гледа како клучен во својата инвазија на Украина. Се уште изненадени од отпорот кој Украина го пружа во тој дел од нејзината земја и територија, така што за сега нема некои нови и настани на бојното поле, но освен оние дипломатски бревирања што постојат меѓу министрите за надворешни работи на двете земји Сергеј Лавров и Димитри Кулеба, значи и двете страни велат дека сакаат мировен самит организиран од Обединетите нации, но и двете си имаат своји барања од другата страна. Украина бара дека сака Русија да има одговорност пред да седне на преговарачка маса. Русија вели дека Украина е виновна бидејќи се закочени овие преговори, така што тие пребивања ќе останат актуелни и во наредниве неколку месеци како што се одвива војната, така што останува да видиме како тој мировен самит што толку се зборува дали навистина ќе се одржа до крајот на февруари како што бараат украинците. А да ме брифираш од кога ќе ми заврши емисијата, на кој настани тука во Скопје? Можам да отидам да не ги пропуштам? Да, денеска се одржува 97-та седница во Собранието, каде што Комисијата за контрола на АНБ ќе расправа за случајот Онишченко. Да, ма тоа е затворена седница. Да, тоа е затворена седница. А би сакале новинарите да не е затворена затоа што кога има отсуство на информации, таму царуваат шпекулациите. Дефинитивно. И после се љутат некои зашто новинарите мора да шпекулираат, а нема од каде да ги добијат базичните информации. Што после имаме? Па да, има денеска интересно исто така можеби не во Скопје, туку во Тетово треба да продолжи судењето за пожарот во модуларната болница. Тоа е исто една болна тема која веќе Што долго време не дојде на дневен ред, да. Па после долго се одложуваше и прашање денеска дали има нешто од неизе. Да, па да се надеваме дека ќе има некое решение, иако во минатото, барем за жал кај нас е докажано дека немало, колку и да сме очекувале, сакале некои вакви некои случаи да бидат решени, на крајот секогаш останувале нејасни и на јавноста за жал заборава на овие моменти со текот на времето и чекаме некоја нова среќа или несреќа за да ни го одземе вниманието. Јавноста не заборава, меѓутоа јавноста има апатија. Апатичноста доаѓа од тоа што веќе крива раци, бидејќи многу такви процеси до сега не го виделе светлото на денот. Да, тоа е главната причина, како што кажа ти баш, значи тоа немањето на решение на овие вакви случаи е всушност главниот проблем зошто на народ му остануваат ваквите несреќи нејасни. Ретко е кога некој случај во нашето судство или било каде е разрешен и на крајот луѓето знаат всушност што се случило, на крајот правдата да излезе на виделина, што е за жал во наша држава. Како што рече ти, тоа е и причина зашто странците доаѓаат, како што кажа, да не средат на еден начин.
најновите мерења денеска Скопје како се разводи? Скопје денеска е, како што кажавме на почетокот, меѓу најзагадените градови во светот. Вчера имавме среќа да кажам да не бидеме во топ 5, топ 10 во светот, но денеска сме на самиот врв со огромни градови како оние во Индија и во Пакистан, каде што реално географски гледано не можеме да се споредиме со нив, бидејќи тие се и поголеми и побројни од нас, но за таа работа се држиме блиску до нив за загаденоста на воздухот, што е навистина трагично. Иако веќе последниве години народов некако беше заблуден од ковид пандемијата, па малку и како да заборави на ова загадување на воздухот кое ги мачеше скопјани и пред пандемијата, така што еве сега имаме како нов удар кај граѓаните ова ново загадување. Заборави, ама не заборави, туку беше лимитиран во движењето, ограничен во движењето и беше постојано со маски, па толку многу и не се ефектуираше на здравјето, затоа што нели веќе го имаше тој филтер на устата. Сега веќе клиниките се полнат, и тоа не само во Скопје, туку и во внатрешност. Ете, слушам и во Кавадарци, слушам во Западна Македонија, дека се бара кревет повеќе. Да, ова е сериозен проблем и за идните генерации, како на нас младите, значи што ќе се случи со нашето здравје во иднина, значи нашите деца, иднината на Македонија здравствено може да биде загрозена многу поради оваа загаденост на воздухот која ја има во последниве неколку години, и навистина стравувам за идните генерации во Македонија, гледано не само од социјален, туку и од здравствен аспект. Бојане, сега ти ќе си продолжиш во редакција, си бркаш денеска смена, твојата до 4, ќе читаме на порталот што друго сме пропуштиле. Ти благодарам што беше денеска Дејан Андоновиќ. Нема проблем, фала ти, Марија. Почитувани гледачи, она што следува сега се ЕПП, рекламите, а потоа се враќаме пак во студиото.